Дали некогаш сте се запрашале што навистина ве чува додека возите? Обично мислиме на самите нас, на нашата реакција, на нашите рефлекси, на нашите очи, или пак мислиме на автомобилот, на воздушните перничиња, на сопирачките, на сензорите. Но постои еден тивок чувар, еден джин од бетон и асфалт кој никогаш не спие. Тоа е самиот пат под вашите тркала. Кога зборуваме за безбедноста во сообраќајот, честопати со прст покажуваме кон човечката грешка. Велиме, возел брзо, не внимавал, бил уморен. И да, луѓето грешат, тоа е во нашата природа. Но дали една грешка треба да чини живот? Модерното градежништво вели не. Филозофијата на безбедниот пат не е само да поврзе точка А со точка Б. Неговата мисија е многу подлабока. Тој треба да биде дизајниран така што ќе ја предвиди човечката грешка. Тоа го викаме пат што простува. Тоа е кривината која сама ве води, која не ве исфрла, дури ако влезете малку побрзо. Тоа е заштитната еластична ограда на банкина, која, наместо да биде зид од кој се одбивате, таа ја абсорбира енергијата и ве враќа на вистинската патека. Тоа е асфалтот кој гризе, подобро од било која гума, кога надвор истура дожд. Секој наклон на патот, секој сообраќаен знак, секоја боја на коловозот, дури и видот на каменот во асфалтот, ништо тоа не е случајно. Тоа е математика во служба на животот. Тоа е градежништво кое не гради само инфраструктура, туку гради штит. Денес го тргаме асфалтот слој по слој, за да ја откриеме науката која спасува животи. Ке зборуваме за тоа како инженерите се борат против физиката за вие да стигнете дома безбедно. Ке зборуваме за третиот најважен, а најчесто заборавен фактор во сообраќајот – факторот пат. Патишта кои простуваат. Што е предноста и дали овој концепт се применува на нашите патишта? Ова е еден поинаков пристап кој што започнува да се применува за проектирање на патиштата, односно патишта вели кои простуваат грешки во превод на македонски јазик. Forgiven roads, мислам дека беше на англиски терминот, започнува во Холандија некаде во крајот на 90-тите години, каде што се има еден друг пристап, за разлика од оној пристап кој што ние генерално го користиме при проектирање на патиштата. Нашиот пристап генерално при проектирање на патиштата е тоа да ние поаѓаме од физичките карактеристики, какви карактеристики има самиот пат како геометриски карактеристики и така натаму, и карактеристиките се земаат на возилата и секако физичките и психолошки карактеристики на човекот како учесник во процесот на движење. За разлика од тоа, холандскиот пристап кој што се применува за проектирање на патишта е пристап кој што е велат померка на човекот, каде што е дозволено да се направи грешка во возењето, меѓутоа таа грешка да не резултира со некои фатални последици во текот на движењето. Тој пристап е помалку, да кажам, повеќе приспособен на пропусти или грешки на возачот. Знаете, ние сме луѓе кои што сите имаме своји обврски во текот на денот, сите носиме со себе дел од багажот, од своите задачи, тековни, од проблемите кои што ги имаме и на работа, и дома, и така натаму. И тоа е еден пристап со поблаги критериуми кои што генерално дозволува да се случат некои грешки, при што може во текот на возењето тие да се анулираат или да се сведат на минимум последиците од такви пропусти во текот на возењето кои што би се јавиле. Тоа веројатно најпрво треба да почнеме да размислуваме како што започнале холанѓаните, со проектирање и изведба на патишта кои што дозволуваат возачот и се третира возачот како човечко битие на кое што му е дозволено да во фаза на експлоатација на патот и да направи некои грешки. Ради психофизиолошки особености, ради сето тоа. Понатаму, она што го реков и на почетокот, германскиот пристап е третирање на човекот како проектант, пат како возач и нели возилото, односно патот. Тој е малку по-ригиден пристап, германскиот, за разлика од овој холандскиот, му се внесува малку повеќе човечност, малку душа или хуманост, да кажам, во тоа. Меѓутоа, сепак и овие патишта овозможуваат примена на ваква, да кажам, опрема за патиштата, која што и во случај на некоја
грешка на возачот или сообраќајка ќе овозможат да тоа не биде со фатални последици. Тоа се тие така наречени, постојат веќе низ Европа повеќе производители кои што произведуваат ваква специфична опрема за задржување на возилата, например на сите исклучувања, не може да помине ревизија од аспект на безбедност, доколку на сите исклучувања каде што имаме не биде поставен таков дел или опрема на патот амортизер, кој што има внатре специјално изградено саќе и го амортизира ударот се додека не ја угаси кинетичката енергија на возилото на нула и да го задржи возилото на патот. Кај нас ги имате само на неколку места ги имам видено и ќе ви ги посочам точно. Ги има на оваа делница што се рехабилитираше сега на автопатот Катланово-Петровец, ги има на некои секции од Миладиновци Свети Николе Штип и на оној експресен пат Штип-Кочани на кој што се градеше. На други места не сум ги видел. Понатаму постојат нов тип на огради, на еластични челични овие заштитни огради. Ние ја применуваме европската норма, тоа е МКС-1 стандард веќе од домаќини кај нас е 1317 кој што го регулира ова од аспект на безбедноста на сообраќајот, каде што се прават тестирања на таа ограда да може да ги задржи возилата и во случај на удар од разни причини, дупната гума, неисправно возило и така натаму, да може да го задржи возилото да остане на патот. Секако, тука влегуваат и од аспект на безбедност на сообраќајот и новите типови на хоризонтална сигнализација која што дури во определени моменти дури е поважна и има приоритет и во однос на вертикалната сигнализација, затоа што таа е континуирана, а не е точкаста и вие ги добивате главните информации токму од нејзе. Вградувањето на новите типови на ова хоризонтална сигнализација која што предизвикува дрмање, која што предизвикува појава на бучава во возачот, дали тој заспал или не дај Боже му се слошило или било што преминува на друга лента, сето тоа придонесува да него го алармира и го предупреди дека веќе е во некое недозволено движење. Од аспект пак на тоа, исто така, овој тип на нови материјали на хоризонтална сигнализација овозможуваат и поголема ретрорефлексија, која што да кажаме, овозможува значително подобра видливост во најтешки услови, кога е ноќе или во услови на дожд. Неодамна ние, некаде во септември месец оваа година, имавме едно, од минатата година вршевме истражување, споредба на различните типови на хоризонтална сигнализација, од кој што произлезе еден прекрасен магистерски научен труд и замислете, обичната сигнализација која што ние користиме, тоа е боја во која што се додава определена ретрорефлективна перла, тоа се специјални стаклени зрнца и така натаму, ево најниската класа 5 на она што е предвидено со европските стандарди. Извршивме мерење и на овој тип на хоризонтална сигнализација со термопластика и тоа топла, која што е подобра во однос на ладната, и добивме дека таа е 3 пати подобра видливост овозможува од оваа обичната. Исто така, со моите колеги од Германија, го добивме најновиот тип на материјали, кои што дури и таму тек се сега во зародиш во примена и применивме специјални траки кои што се применуваат, тие се произведуваат фабрички, што значи можноста за влијание на времето, факторот какво е, па дали дувнал ветер и така натаму, факторот на човекот, да не потрошам толку боја, нешто да скратам, се елиминира, тоа оди фабричко производство, специјални ретрорефлективни ленти, кои што се лепат и имаат исклучително долга трајност. Ќе ви кажам еден податок, 5 милиони поминувања или 5 години трајност. Тоа е за во Германија. Замислете 5 милиони возила да поминат. Ако земеме тоа споредено со нашиот сообраќај, нашите патишта имаат 5 милиони сообраќај, тоа е тежок сообраќај, 5 милиони возила имаме ние за 20 години кога ги димензионираме коловозните конструкции. Они велат или 5 милиони поминувања или 3 до 5 години трајност. Што значи во наши услови ние 5 милиони возила имаме за 20 години, што значи тоа кај нас има да трае многу повеќе. Сега, само за споредба или за паралела, сите мерења што ги направивме на овој тип на хоризонтална сигнализација беа пак за 3 пати подобри и беа во првата класа во однос на термопластиката. Замислете колку светот се движи напред, а ние се уште остануваме во оној дел со оние наши традиционални сваќања, она што е најстаро, тоа е најдобро, дали е тоа само навиката или е пристапот
како да кажеме, сугестијата од инвеститорот да биде наевтина цена, за што е можно да чини помалку, тогаш не знам што друго да кажам. Од тука можеме да видиме зошто по 1 километар пат кај нас чини неколку пати поевтино од она што чини за истиот автопат кога би се градел во една Хрватска, Словенија, Австрија, Германија или Швајцарија. Така да кај нас се 2,5 до 3 пати поевтини цените на изведба. Дали порозниот асфалт е решение за нашите патишта, особено за делниците на кои често се задржува снег? Прво да ви кажам дека ние како држава сме многу сиромашни со вакви силикатни карпи и представува голем проблем за нас, да кажам, недостатокот од таков еруптивен камен за овие завршни абечки слоеви. Просто е несватливо зошто сите останати држави околу нас веќе започнаа со рециклирање на асфалт и на камениот агрегат, а додека ние тоа се уште не го правиме, иако сме посиромашни од нив со ваков тип на карпи за завршните абечки слоеви. Тоа е порозен асфалт, кој што дури и во Холандија нема многу голема примена, туку работени се експериментални делници, определени делници каде што има врнежи, меѓутоа нема големи температури, односно ниски температури, тотално е неприменлив. Ќе ви кажам зошто. Само ради една причина, ради зимското одржување. Тоа е најскап тип на асфалт. Ако е СМА, навистина да кажеме, поскап од овие асфалт бетони кои што ние традиционално ги користиме, а веќе треба полека да ги напуштаме, затоа што ќе се согласите со мене, гледате дека има многу набраздувања или појавени бразди на коловозите. Тоа е резултат на таков тип на hot mix асфалтни мешавини, значи жешки асфалтни мешавини, кои се погусти со затворена структура, додека трендот наназад повеќе од 15 на години е вградување во завршните абечки слоеви на сплит мастикс асфалти, кои што се многу поотпорни. Тие се секако поскапи, меѓутоа се подолготрајни, поотпорни се на вакви пластични деформации кои што се јавуваат, а овие порозните асфалти се убедливо најскапи, заради тоа што идат вградување во 2 слоја, бараат посебни рецептури за подготовка, посебни материјали, поголем процент на битумен оди во нив. Со нив е генерално најголемиот проблем е зимското одржување. Тие се порозни низ првиот слој, просто водата пробива и доаѓа до еден втор водонепропусен асфалтен слој, кој што се изведува со определен попречен наклон, со цел водата да ја прифати да ја одведе до риголите или до некои одводни канали. Меѓутоа, замислете вие ако на стража, каде што ние користиме камен агрегат, опесочување во текот на зимско одржување, за да го подобриме токму триењето, да може возилата да се искачат и да се спуштат од стража, замислете вие кога ние би ставиле тоа, ќе настане исполнување и после една сезона, огромната инвестиција која што ќе ја дадеме, ќе ја немаме. Заради тоа кај нас е тоа, да кажам, неприфатливо. Тоа бара промена на целиот систем на организација на зимско одржување, примена на така наречени течни топачи на мраз и на снег, значи натриум хлорид, калциум хлорид и така натаму во течна состојба, кои што точно се димензионираат за која температура сакате да делуваат и така натаму, и да може да извршат топење на снегот, а да не ги запушат овие шуплини кои што ги има кај порозниот асфалт. Кои се проблемите со кои се соочуваат изведувачите на сообраќајна сигнализација? Слаба анализа, слабо анализирање на тие позиции кои што се зацртани за да се направи тој еден проект, слаби податоци, недоволно искуство во тој дел. Моментално на еден објект во Прилеп имаме преку 40 пријави, ниедна од тие пријави не се решени. Никој не е казнен, никој не е најден сторител, а имаме огромни штети на самиот објект. И ние се трудиме колку можеме, не повеќе од 24 часа, истите тие штети да ги надополниме, односно да не биде градилиштето без сигнализација, без известување за учесниците во сообраќајот дека во тој дел се вршат градежни активности. А ние со тоа практично ги обезбедуваме и учесниците и самите изведувачи кои што се дел од тоа градилиште. Кои се предвидените казни за кражбите и што се превзимаме по утврдените кражби на сообраќајна сигнализација? Казните моментално се парични, но се уште немаме видено и немаме допис до нас да утврдиме и да видиме кои се кажнени. Штетата на нас исто, оставени сме сами на тоа. Со ова може еден апел до Министерството за внатрешни работи да бидат поригорозни и поактивни
првично поради безбедноста на сите учесници на еден таков објект. Во нашата република моментално секаде се дешава тоа. И вон градски, и градски, и на автопатишта, на магистрални, но најповеќе се на локалните патишта, каде што поблиску е населението во тој дел, поголема е циркулацијата, тука се поголеми штетите. Па негдека од 300 до 500 евра. Она што дел ние ја знаеме, а штетите се многу поголеми. Но цената не е битна доколку утре се случи некоја несреќа, така да казната е недоволна за тоа да го надоместиме. Како до 0 жртви од сообраќајни незгоди? Што кажуваат бројките и што се презема како активности? Има градови кои веќе го постигнаа тоа. Има градови. Со тоа што сите го смирија сообраќајот. Воведоа зони 30, воведоа градски зони 30, се плаќа влез во градот со возило дополнителен трошок за граѓанинот. Така да, ако следиме нивните примери, зошто да не? Тоа се бројки. За официјална статистика е премногу рано. Можам да кажам дека споредбено од неофицијалните податоци со кои располага секторот за сообраќајни работи при Министерството за внатрешни работи, бројот на сообраќајни незгоди компаративно со изминатиот период лани за 10 месеци е во благо намалување. Исто така и бројот на загинати лица. За првите 10 месеци неофицијално во 2025 имаме 116 загинати лица, додека таа бројка компаративно со истиот период минатата година изнесува 119 лица. Која врши контролата на времената сигнализација на градилиштата? Доколку имаме едно градилиште кое што е поставена времена сигнализација за изградба на еден пат, контролата ја врши Министерството за внатрешни работи. И во склоп со надзорот кој што е одреден во тој дел од патот. Така да тие се две гранки, односно институции кои што ја вршат контролата на тоа. Може исто така да се јави и вонредна контрола, Инспекторатот за државни патишта, кој што има надлежност истата таа сигнализација за да биде исконтролирана. Но се би навел дека стандардизацијата треба да ја подобрим, попрецизна, за да можеме поедноставно да ги вршиме овие контроли и да бидеме посигурни во тоа што го вградуваме на патиштата. Инспекторите имаат целосната контрола во делот на поставување на сигнализацијата, од кој тип е. Значи, во контролата која врши инспекторот може да побара и проект, да се видат сите материјали кои се вградени, дали се по стандардите кои што ги бара, дали во самиот проект имаме насоки по кои стандарди, кои типови, кои материјали треба да се вградат, инспекторот во тој дел може да ги побара. И од изведувачот, и од надзорот, значи инспекторот може да изврши инспекција над сите тие учесници кои што се на дел од тој проект. Кај нас инспекциите се прават ненајавени. Значи, инспекторот одлучува сам да излезе на терен, да направи инспекција ненајавено, да направи таа контрола. Претежно од месец до 2 месеци, од искуство на наши објекти се правеле такви инспекцијски контроли. Они сами си го одлучуваат периодот, времето, доколку одлучат, гледаат дека на тој дел имаме доста фреквенција на сообраќај, ризично е, нивните контроли се почести. Дојави правиме и ние до инспекторатот. Инспекторатот немаме ние точно информација кога излегува и дали врши инспекција на секој месец на градилиштата кои се веќе завршени, а се уште стои сигнализација од времен карактер. Нивна е таа одлука, но во тој дел треба да врши и надзор, односно контрола исто и Министерството за внатрешни работи, за да се увиди дали градилиштето се уште е активно, не е активно, дали е комплетна отстранета сигнализацијата или не. Претежно во пракса, кој што и ние ја применуваме, значи доставуваме писмо до Министерството за внатрешни работи и каде што и Министерството ги известува понатака и инспекторатот дека тоа градилиште е завршено неактивно и сигнализацијата во комплет е повлечена. Имаме градилишта кои што сообраќајот не се вршат градежни активности, сообраќајот е пуштен во употреба, но се уште не е технички предаден тој.
објект. И тука имаме делови кои што се уште се активни времените знаци. Тука е надлежен и јавното претпријатие Македонија пат, која што е надлежна за државните, магистралните регионални патишта да ги одржува. Значи, доколку е оштетена, украдена и така натаму, треба истата да се коригира, санира, да се обнови и така натаму. Но тоа е нивна одлука. Министерството за транспорт и јавното претпријатие за државни патишта и контролираат тие со нивни натрешни служби кога и како тоа треба да се регулира. Компаниите имат казнени последици. Значи имаат одредени глоби кои што се казнат, имаат негативни референци, исто така, во зависност од ако не се изведет еден проект кој што е според сите законски нормативи, стандарди и така натаму, после тоа ако се утврди дека истото тоа не е изведено според тие стандарди, следуваат и негативни референции кои што нас не спречува во наредните 2-3 години да не може да учествуваме во јавни науки, да не може да учествуваме на тендери и исто така и парично се казнува. Што е утврдено на Националната конференција за безбедност во сообраќајот? Неодамна имавме една национална конференција, прва национална конференција за безбедност на сообраќајот на патиштата од страна на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, на која покрај вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, како и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, председателот на ЗЕЛС, воедно и градоначалник на град Скопје Орце Георгиевски, беа повикани и сите градоначалници од општините, на која национална конференција сите потпишаа декларација со која се обврзуваа дека ќе допринесат за безбедност на сообраќајот на патиштата. Видете, секоја општина е засебна за себе. Немаат сите општини иста местоположба, немаат ист број на регистрирани возила, немаат иста проблематика, така да секоја општина засебно од свој аспект ќе пристапи кон решавање на сообраќајните проблеми. Кои се навиките на учесниците во сообраќајот кои треба да се променат? Министерството за внатрешни работи, односно единиците за контрола и регулирање на сообраќајот во градот Скопје, секојдневно физички го регулираат сообраќајот, како во утринскиот метеж, така и во попладневниот метеж, се со цел да се излезе во пресрет на граѓаните. Меѓутоа, ајде од друга страна да ги погледнеме работите. Сите ние сме навикнати да излагаме од дома 5 минути пред да сакаме да стигнеме до точката каде што сакаме да стигнеме. Треба да се научиме дека е потребно да се излезе неколку минути претходно за да стигнеме на таа точка кај што сакаме да стигнеме согласно сообраќајните правила и прописи и на време. Па би кажал дека сме доста на ниско ниво во делот на па и на регионот, од причина што по мене треба да го подигнеме нивото на култура, односно што повеќе треба да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи кои не окружуваат околу нас. Тоа е еден од проблемите кои што моментално јас го гледам во делот на учесниците во сообраќајот во нашите патишта. Така да што поскоро треба да се превземе практиката, односно медиумскиот дел, едукацијата исто во образованието да се воведе, што поскоро, за да тоа ниво ни се покрене. Ние имаме последен период доста имплементирано хоризонтална, вертикална сигнализација на нашите патишта, но се уште не ги почитуваме. Се уште немаме навики и во тој дел мислам дека треба да поработиме малку повеќе на едукација. На сите учесници кои што сте дел од сообраќајот во Македонија. Во однос на оваа категорија на учесници во сообраќајот, можам да ви кажам дека е многу тешко на 70 годишен човек да му воведете нови правила на игра. Како да се однесува во сообраќајот. Тој треба да го натераме на 70 години, се натоварил од пазар и да не рипа преку булеварот, туку да го помине булеварот на обележан пешачки премин. Меѓутоа, најмалите, најранливата категорија на учесници, децата, интензивно работи Министерството за внатрешни работи. Тука се вклучува и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, каде активно учествуваме во безброј кампањи. Се работи со децата,
се работи на проекти, на подигнување на културата, подигнување на свесноста и колку е значено да се почитуваат тие сообраќајни правила и прописи. Факт е дека еве навечер кога возите, кога поминувате покрај универзална сала и така натаму, секој пат ја избегнувам левата лента затоа што некој пешак може да прескокне и да премине на недозволено место и веднаш се симнува на коловоз. Можеби идеалното решение би било да, она што рековме, да се одвојат како сообраќај, дали со надземни пешачки премини, тие се поевтини за разлика од подземните, едноставно да има некоја бариера за да не може пешаците да преминуваат. Како пневматиците, патот и надворешните влијанија на патот влијаат на безбедноста на сообраќајот? Тоа е еден сооднос или свето тројство помеѓу три фактори. Прво е патот како медиум, второ се пневматиците на возилата и трето е медиумот измеѓу патот и состојбата, значи на патот, фактички на коловозната површина. Како има влијание? Па влијание имаат пневматиците секако, заради тоа што пропишано е, знаете, нови пневматици имаат минимум 8 мм длабочина на шара и согласно позитивните законски прописи, ако има помалку од 4 мм, не смее да бидат во сообраќај. 4 мм длабочина на шара е минимална употреблив пневматик. Колку од нашите луѓе ги почитуваат овие правила, тоа ќе останам сами гледачите да кажат, колку од нашите луѓе за да немаат лизгави возила користат зимски пневматици, а колку користат летни пневматици и така натаму, или all season, што ги користат овие пневматиците, сепак мислам дека и тоа има влијание. Понатаму, меѓуслојот измеѓу патот и пневматиците секако дека има влијание, ќе се согласите со мене, не е seедно дали е патот сув и чист или е валкан, има прашина или има песок, останата можеби од зимско одржување. Понатаму, на самото триење исто така влијае дали има истечено масло, па знаете најопасен е оној првиот дожд кога нема доволно вода за да го испере, да ја измие коловозната површина, туку останува само слојот вода горе, кој што после тоа е исклучително лизгав и не дозволува контакт да се оствари помеѓу пневматикот и коловозот. Согласно техничките прописи, стари, кои што ние ги имавме, препишано од во заедничката држава поранешна СФРЈ, препишано од германските технички прописи, од австриските технички прописи, се вели дека за завршниот абечки слој треба да се користи камен агрегат од еруптивно или силикатно потекло. Еве да ви кажам дека во најголем дел тоа кај нас се почитува, меѓутоа и не се почитува, заради тоа што кај нас така наречената фракција 1 често пати тоа е од 0 до 4 мм, а согласно тие технички прописи, таа треба да биде од 0 до 2 и 2 до 4 и треба да биде искористена токму од ваков тип на камен, а не од тип на камен од варовничко потекло. Зошто е тоа така? Заради тоа што каменот варовник е многу понеотпорен на абење и многу побрзо се полира. Поради тоа може да дојде до појава на ваква лизгавост на определени патни делници. И во суштина, кога вие ќе видите дека има бели зрна во ова, знаете дека таму е искористен варовник како камен агрегат во завршниот абечки слој. Треба исто така е битно да напоменам, за да не бидам погрешно сватен, дека овие технички прописи предвидуваат, согласно тие, да кажам, сознанија, дека за патишта на кои што е дозволена максимална брзина до 60 км на час, да се употребува ваков тип на камен и дека тоа задоволува критериуми за запирање, односно за триење, кое што би се јавило на возилата. Додека за брзини поголеми од 60 км на час, на автопатиштата каде што е до 130 дозволена, тоа не е дозволено. Секако дека и типот на асфалтната мешавина има влијание, ради својата патливост која ќе оствари, тоа е триењето, кое што се изразува преку СРТ, тоа е бездимензионална единица, се вреднува колкав е отпорот против лизгање, односно триењето на тој патен правец. Различните типови на асфалт исто така имаат различен квалитет на ова. По старите прописи за абечките слоеви беше 55 СРТ единици, некаде од 2018 или нешто порано, чинам, беше подигнато на 58, а сега е веќе 65 за автопатишта кои што имаат до 130 км на час. Зошто е ова важно? Важно е заради безбедноста, заради триењето, затоа што
Триењето е еден од главните фактори и при самото не само димензионирање на коловозната конструкција и проектирањето на асфалтната мешавина што ќе биде за завршен абечки слој, туку и заради проектирањето на должина на пат за запирање, понатаму за правци, кривини и така натаму. Како Скопје да стане велоград? Што се однесува до велосипедскиот сообраќај, се согласувам. Според моето мислење, тоа е еден од начините и за решавање на сообраќајниот хаос во Скопје, град во котлина, идеален е за возење велосипед, може секаде да се стигне, меѓутоа, за волја на вистината, мора да констатираме дека немаме добри велосипедски патеки и немаме добри конекции. Тоа што значи? Да, ние треба да овозможиме да на кратки растојанија имаме покрај тротоарите, покрај булеварите и така натаму велосипедски патеки, меѓутоа, зошто, например, да од Ѓорче Петров да не може да стигне до автокоманда со велосипед? Тоа не е многу далеку. Некои 7-8 километри да ги извозите со точак воопшто не е тешко. Меѓутоа, за тоа не може вие да се движите по Партизанска, па да застанувате на секој семафор и така натаму. Вие ако тргнете на работа, они тие ги викаат велосипедски автопати. Идеално и повторно Скопје со тоа, замислете по коритото на реката Вардар, да се направи еден таков велосипедски автопат од едниот крај до другиот, каде што би имало конекции со поврзувања излез кај хотелот Александар Палас, па подолу кај градски парк, па едно кај друго, да може луѓето да одат брзо до работа и да може да се исклучат. Секако вие ако тргнете од Ѓорче Петров до автокоманда, нема како на прошетка полека да возите со велосипедот, туку ќе возите побрзо. Што се однесува до она што го кажавте, да, поентата е да се даде предност на велосипедскиот сообраќај и голем дел од сообраќајниците во овие метрополи, во Холандија, во Германија, јас истото имав прилика да го видам во Франкфурт, во Михен, каде што буквално се одземаат делови од градските сообраќајници со цел да овозможат да децата да може да стегнат до училиште. Тие секаде се направени и се изведени во асфалт со друга боја, зависно кој тип на боја е на градот заштитна, некаде се црвени, некаде се зелени во Холандија, некаде се со сина боја и така натаму, изведени се како такви, возат по нив, па просто е дури милина која ќе видите, јас имав прилика да видам како во Германија една учителка вози напред со велосипед, па вози целото оделение, позади друга учителка и децата патуваат, одат некаде на излет со велосипеди. Ако може тоа таму и да возат и по успони и по се, зошто на тоа не може да биде во Скопје? Меѓутоа, мора да се овозможи добра инфраструктура. Градењето на велосипедски патеки со бекатон плочки навистина е несоодветно. Па не може да биде триењето со велосипедот на офарбана површина и на неофарбана. Овде нема да има никакво триење. На дожд или на снег, што ќе се случи? Сите од велосипед ќе паднат. Постојат нови материјали, холанѓаните тоа го имаат измислено, италијанците го имаат, верувајте ми, надградено, рециклираниот асфалт, односно оној кој што ние мачиме каде да го депонираме од големите патишта што ги рехабилитираме и така натаму, они го користат со специјални додатоци кои што ги обновуваат тие врски во врзното средство, додаваат пигменти за боја и се добиваат велосипедски патеки во боја. Тоа изгледа, прво, решавате проблем со екологија, понатаму го решавате проблемот на велосипедистите и обезбедувате тие безбедно да возат. Сите прашања ви се задоволени. Зошто се уште тоа не е применето во Македонија? Веројатно друг треба да даде одговор на тоа прашање. Тие технологии јас сум ги проучувал, ги знаеме, комуницираме со колегите од странство, просто ми е нејасно зошто до ден денес во ниту еден град во Република Македонија тоа не е применето. А имаме во изобилие струган асфалт кој што патем не го користиме ни за рециклирање. Предноста на тоа е што не бара дополнителни трошоци. Знаете, таа технологија овозможува производство со една обична бетономешалка. Не бара загревање, не бара големи асфалтни бази, не бара трошење на електрична енергија, дополнителни битумени, само некои дополнителни адитиви кои што ќе го активираат врзното средство кое што го има на иструганите зрна од коловозната површина. Исправни возила, безбеден сообраќај. Министерството за внатрешни работи во континуитет врши контроли врз работата на техничките прегледи. А за тоа дека во сообраќајот учествуваат возила кои не ги исполнуваат пропишаните услови, ни говори и фактот дека преку новиот проект Безбеден град Safe City,
констатирани се зголемен број на возила кои се управуваат со изминат рок на важност на сообраќајната дозвола. Покрај трите останати прекршоци кои ги констатира проектот Безбеден град, односно поминување на црвено светло, управување со возило со брзина поголема од пропишаната и непрописно паркирање, покрај тоа ќе ги условно речено констатира сообраќајните прекршоци од видот на управување со моторно возило со изминат рок на важност на сообраќајната дозвола. Министерството за внатрешни работи и сега превзема мерки против овој вид на прекршоци. Доколку во сообраќај се затекне возило кое има изминат рок на важност на сообраќајната дозвола повеќе од 6 месеци, истото се одзема во период од 90 дена. Истото се одзема во било која полициска станица и после тој рок истото му се враќа на собственикот. Министерството за внатрешни работи редовно превзема мерки против непрописно запрени паркирани возила. Редовно превзема мерки. Тоа е по пат на оперативна работа. Проектот Безбеден град дополнително ќе помогне во расчистување на овој вид на сообраќајен прекршок. Предвидени се возила кои ќе вршат детектирање токму на овој вид на прекршок. Возилата ќе бидат опремени со соодветна електронска опрема, каде што едниот полициски службеник ќе го управува возилото, додека другиот полициски службеник ќе раководи, ќе управува со опремата. Возилата ќе работат на тој принцип што ќе ги поминуваат сообраќајниците и онаму каде што ќе детектираат овој вид на прекршок, истиот ќе биде санкциониран на истиот начин како што ќе бидат санкционирани и останатите сообраќајни прекршоци преку проектот Безбеден град. Кои се очекувањата од Safe City? Видете, премногу е рано да кажеме дека ова функционира, ова не функционира. Што туку е започнат тест периодот на проектот Безбеден град, очекувањата се најпрвим да се смири сообраќајот, да се намали бројот на сообраќајни незгоди, а со тоа веруваме дека ќе се намали бројот на загинати лица. Како што кажав и на почетокот, сега се детектираат 4 сообраќајни прекршоци, меѓутоа не ја исклучуваме можноста да се прошири тој опсек на сообраќајни прекршоци. Имаме одлична меѓуинституционална соработка и со Министерството за транспорт и со јавното претпријатие за државни патишта, така да кога имаме вакви случаи, во одлична координација и соработка се отклонуваат тие недостатоци. Што добиваме од патната инфраструктура? Мое длабоко мислење е дека ние доцнеме со изградбата на патиштата. Ние требаше нашите патишта да ги градиме во периодот кога тоа го чинеа Словенија и Хрватска. Значи, они има буквално 2 периода по 5 години, 2 петолетки, така да речам, можеби непопуларно тоа ќе звучи, на некого ќе му асоцира на минатиот систем, меѓутоа навистина е така. 2 петогодишни периода, кога ги изградија сите своји автопатски делници, овозможеа, односно привлекува, генерираа сообраќај, па така да сега ќе ви кажам еден податок. Од оваа конференција која што бев во Блед, јас видов дека словенците имаат од 80 на главните автопатишта од нивниот ПГДС, тоа е кратенка од просечен годишен дневен сообраќај, имаат од 80 до 100.000 возила на ден. Ако ви кажам уште за распоредот на тие или возила кои се, они имаат, верувале или не, од 10 до 18.000 шлепери на ден, кои што поминуваат по некои од нивните главни патни правци А1, А2, А4 и така натаму. Тие што одат према Австрија, према Италија, продолжуваат Франција, Шпанија и така натаму. Ќе ви ги кажам податоците, од прилика за кај нас, најмногу имаме околу 18 до 20.000 возила. Значи, они имаат повеќе шлепери од колку што ние имаме возила во текот на денот. Тоа не на цела Гевгелија Табановци. На делницата од Табановци до Скопје имате еден сообраќај кој што е поголем, од Скопје до Велес веќе имате и редуцирање затоа што излезните барања на тие корисници на патиштата се према главниот град. И како се симнувате надолу, се разбира, на секој град има исклучување и тој сообраќај понатаму опаѓа. Ние треба да ги изградиме нашите автопатски делници заради побезбеден, побрз, покомфорен сообраќај, да може производите, дали биле земјоделски или од индустријските зони, брзо да стигнат до своите цели каде што се наменети да отидат. И се разбира, за сето тоа државата ќе наплати патна такса, од која што повторно ќе ги финансира овие патишта. Најголем дел од патната такса оди токму за одржување на патиштата. Колку е важно одржувањето на патиштата?
важно е да се одржуваат патиштата. Ќе ви кажам еден податок, дека повторно според на американска литература велат дека во едно општество, едно цело од 100% вкупниот капитал на државата, единствено транспортната инфраструктура влегува со 2 цифри. Во најголем дел се тоа патиштата. Затоа што е сепак тоа најразгранет транспортен систем и овозможува конекција во тој интермодален транспорт помеѓу еден аеродром. Вие да отидете на аеродром мора да имате пат, железничка пруга исто така, значи овозможува конекција помеѓу нив. И крајниот дотур на стоките повторно е преку патиштата. Дали било до малската продавница и така натаму. Сакам да кажам дека одржувањето на патиштата е исто така важно, заради тоа што тие се најголемото наше национално богатство кое што го имаме. Сите други останати богатства кои што ги има една држава влегуваат со една цифра, освен транспортната инфраструктура, која што влегува со 10 запирка неколку проценти. Затоа е важно да се посвети внимание на одржување на овие патишта кои што ги имаме и од аспект на безбедност, меѓутоа и од аспект на она што го имаме како богатство. Пристапот кој што ние го применуваме, за жал е една ретроградна филозофија, тоа е првата филозофија или би рекол стратегија на одржување која што е измислиле во САД некаде во крајот на 50-тите, 60-тите години, се вика do nothing. Не прави ништо. Изгради го патот и остави го да трае додека трае. А ние ги димензионираме, ги проектираме да траат 20 години максимум. И значи 20 години во него ништо не вложуваш и после 20 години тоа бара радикална реконструкција. Меѓутоа, истите они констатирале со фаза на испитување кои што се спроведени од американската армија заради преголемите трошоци кои што им ги продуцирале тие лошо одржувани или неодржувани патишта, велат стоп. Ова не е во ред. И они предвидуваат континуирано одржување на 8 години, на 12 години, некои мерки кои што треба да се превземат и со тоа да ја продолжуваат вредноста и квалитетот и безбедноста на самите патишта.